Да, кој е денес главен од Наташа Консулар-Ренцути, како што спомена Марко, со одлични илустрации од Тања Комадина. Оние кои што ја имаат можеби или сакаат да имаат оваа книга за себе, ќе може да уживаат како илустрациите, веројатно така и во содржината, но за стилот на пишување, за авторката која што како што и овде се вели, од година во година станува се попрепознатлива и попопуларна авторка за млади во словеничкиот литературен простор, веројатно ќе бидете на доволна инспирација и мотивација да ја имате оваа книга, па малку ќе позборуваме во продолжение. Наташа, добро утро. Добро јутро, како се? Добро јутро. Добро јутро. Соодветно, така? Супер, добро ни дојдете за прв пат во Скопје, во Македонија, или сте имале прилика до сега да бидете? Сте првич во Македонија или сте преј били Првич. Првич. Лепо ми е. Каква е вибрацијата на Скопје? Како се вам зди? Лепо. Скопје е лепо. Убаво. Одлично. Еве Кусовели, богата кариера на нашата Наташа, сте били актерка, писателка, сте предавале драматургија. Фантастично. Игро и говор. Не драматургија, глума и говор. И глума и говор, добро. Така се вика предметот, да. Да, меѓутоа сериозно ќе се потпрема тоа дека во Македонија често писателите имаат и своје хоби или пак друга професија. Ако ве прашам дали сериозно може да се живее барем на словеничката книжевна сцена од пишување, што би бил вашиот одговор? Да, јас лахко живим, ампак се зело трудим да преживим. Од 2020 сам само запослена у култури и сам само писателица. Преживljam се с писањем и с настопањем по шолах. Така, се заработува од оваа професија. Јас од 2020 година сум самовработена. Уметница, да, се заработува од писателството и од подучување во училишта. Кога работиме и сме насочени кон две работи паралелно, веројатно имаме една омилена од тие две. Па според вас која е вашата омилена, дали пишувањето или актерството? Али е за вас писање, али могоче игралство, бој приљубljeno? Задних 20 лет сам само писателица и ми е то најљубши поклиц и мислам да е туди то мое посланство, да е то тисто кар морам у живлjenju испелјати до конца. А последните 20 години се занимавам исклучиво со пишување и сметам дека тоа е мојата мисија и ќе го правам до крајот. Книжевна медитација. Сакам да прашам, пред да продолжиме, нели, за главната протагонистка во оваа книга, Наташа, бидејќи денес живееме во прилично специфично време, ова ќе биде надвор од концептот, само би сакал да прашам, сепак младите се една деликатна, интересна популација на која што треба да направите една кревкост ваша да им се допаднете и сепак да бидат теми од нивниот свет. Се обидувате да влезете, да бидете дете на момент и сето тоа да го возможите за да можат точно да знаат дека оваа книга ќе им донесе подлабока интроспекција и ќе им донесе светот во кој што сакаат да бидат. Вишто да се навлезе во детската психологија. Бидејќи е деликатна популација. Кер со отроци, озирома младосники, мало болј деликатна популација, како се им приближујете? С ниховим погледом. Основна идеја писателја за отроке мора бити отроков зорни код, отроков поглед. Николи не смем устопат јас кот одрасла осеба у нихов поглед. Се прави, згодба морам приповедуват тако кот мислим да ја е доживео отрок. Тоа е едини начин да се приближам отроку, само скози згодба, само скози негов зорни код. Значи, се трудам и пробувам да навлезам, односно да им преточам на децата сами да извлечат некоја поука од моите дела, со тоа што навлегувам во нивниот детски свет. Никогаш не се трудам, нели, тоа да биде под мое влијание, туку се трудам децата сами тенденциозно така да се извлечат некоја поука од сето тоа, од моите дела. Бидејќи вие на некој начин сте и другарот, мајката, другарката, психологот, докторот, препоставам токму поради овие книги да баш им донесете една своја магија на уживање. Препоставам дека сите тие улоги знаат да се провлечат можеби во вашето пишување. Пред ваше стварање ви сте туди нихова мати, туди психологиња, туди нихова професорица, али со сете влоге у вашем делу скупај. Не, лочене со. Ker kot mama moram otroka vzgajati. Jaz imam 5 otrok in moram otroke vzgajati. Kot pisateljica jih pa ne smem. Razumete, kaj mislim? Kot pisateljica to je popolnoma druga vloga. Jaz ne vzgajam svojih otrok kot pisateljica in ne pišem kot mama.
Значи, јас сум мајка на 5 деца. Како мојата улога на мајка ја имам дома со моите 5 деца кои што ги воспитувам. Меѓутоа, преку пишувањето, јас сум писателка. Не ги воспитувам моите читатели и обратно, кај моите деца јас не сум нивна писателка, туку сум нивна мајка која што ги воспитува. Одлично си кажа, чести, тоа не е лесна, нели, задача, напротив, можеби една од најубавите, но да речеме предизвикувачки, ако зборуваме за улогата на мајка или она што треба во животот, тоа е вистински или правилен однос кон своите деца. Во книгата кој е денес главен, за која што зборуваме, нели, главниот лик е Ника, на која што не требаат никакви посебни играчки. Таа се забавува со едноставни работи и на тој начин ужива во веселото детство. И она кое што можеби денеска е малку тешко да го замислиме е дека имаме голема палета на играчки со кои што децата колку повеќе имаат, толку повеќе имаат потреба и од нови. Колку сметате дека во денешно време може да се задржи таа едноставност и колку е всушност потребна за да децата имаат едно вистинско и весело детство? Разумела сам. Добре. Вчасih, recimo v povojnem času, Jugoslaviji, so imeli starši občutek, da so njihovi otroci, da imajo premalo, da jim je treba dati več in več in več, da bodo srečni. Danes vemo, da je treba obratno pot. Manj in manj in manj, da bodo srečni. Ker če imajo preveč, jih nič ne zanima. Če dobijo nekaj, še preden si želijo, si ne želijo ničesar več. Zato sem sama, včasih, ko so bili moji otroci majhni, mi smo skromno živeli, ker jih je 5, in jim nismo mogli dati toliko, kot sem mislila, da moramo, ampak smo potem, zdaj vidim, da je zelo pomembno, da smo živeli skromno. Во Југославија, во повојниот период, сите родители сметале дека децата имаат премалку. Денес работите се поинакви, денес децата имаат премногу и поради тоа не може да се задржи нивното внимание на една работа. Ние живееме дома скромно, имам 5 деца и тие се воспитувани и растени скромно и сметам дека тоа е една најголема вредност која што успеав да им ја пренесам на своите деца, да живеат во ова денешно време скромно. Што е најважно што Наташа сака да го вметне и да иницира кај децата преку пишаниот збор? Најглавни можеби постулати во незиното пишување, нешто што сака секој пат да постои, а знае дека ќе биде баш огниште некако за секој дете кој што ќе чита незината книга. Какшен е ваш цилј за отроке прек ваша литература, прек ваше книге, кај би желели им поведати? Код некатеро лекциjo ali pouk? Zgodba govori sama zase. Če jaz napišem dobro zgodbo in če mi otrok reče, če mi moj bralec reče, vi pa mene poznate, je zame to največji kompliment. Je zame to več kot nagrada strokovne javnosti. Zato, ker če se on v zgodbi prepozna, če se identificira, to pomeni, da ga je zgodba povlekla vase. In to je edino, ker potem on svoje spoznanja sam ustvarja. Мене ми е најважно децата да се препознаат во моите приказни, за потоа самите да извлечат поука, приказните да се дел од нивниот живот, од каде што ќе може нели да се пронајдат самите себе си. И да биде сама по себе идентитет, како што вели веднаш да ја препознаат во... Да се идентифицираат. Нема ништо поборо. Ќе споменеме само накратко за содржината во оваа книга, за Ника, немалото девојче во семејството и која што идва и чека да биде главна и се вели кога ќе се случи тоа е на крајот на книгата кога ќе прочитате. Дали е Ника вистински лик? Од каде инспирација за ликот како Ника, но и за целокупната приказна? Разумела сам. Мои лики so vedno zgrajeni na nekih resničnih dogodkih, ampak od neke točke niti sama ne vem več, kaj sem si izmislila in kaj se je v resnici zgodilo. Moram pa povedati, da imam vedno nek model, potem pa književni liki zaživijo svoje življenje, niso resnične osebe, so resnične knjižne osebe, ampak imajo svoje življenje. Seveda sem jih zgradila na nekih modelih. Pomembno mi je, da
pomembna mi je ta identifikacija, kajti bralec, mladi bralec, ko bere, on z branjem pridobiva neke svoje izkušnje in potem bralec včasih sam ne ve, kaj se mu je v resnici zgodilo in kaj je prebral v knjigah. Значи, моите ликови се базирани врз модели, меѓутоа границата помеѓу реалност и измисленото е испреплетена во моите книги, има и премногу измислено, меѓутоа имагинацијата работи. Така, испреплетено, меѓутоа сакам кога моите читатели, читајќи ги моите дела, дури самите не знаат што е сушност вистина, што е измислено и преку тоа се пронаоѓаат нели во ликовите. Пристигнуваат ли мејлови, пристигнуваат ли пораки до Наташа од младите? Али добите спорочила озирома наслове од млајше бралце? A če dobivam pisma? Ja. Da. Pisma ne, ampak zelo veliko... To je stara verzija veke. To je stara verzija. Da. Ampak zelo veliko se srečujem z bralci in najbolj sem srečna, če nekdo, ko pridem na neko šolo, priteče k meni in reče: vi ste Nataša Koncler-Rencuti, vi ste moja najljubša pisateljica. To se meni stopi srce. Tako. И уште едно прашање за крај, бидејќи рековте дека сте мајка на 5 деца, не возраста на дечињата не ја кажавте, но како и да се биде мајка на 5 деца и истовремено да се има инспирација и време за пишување, тоа е една голема умешност. Како успевате со сите оние обврски кои што родителите знаат кога ви се, особено на 5 деца, успевате да се сконцентрирате, да се посветите и да се фокусирате на пишувањето? Sem razumela. Moji otroci so odrasli. Moja najmlajša hčerka ima 15 let in zdaj to pomeni, da lahko zdaj delam ves dan. Ko so bili mali, sem bila jaz zelo disciplinirana. Pomeni, ko sem začela s pisanjem, ko sem pustila teater in začela s pisanjem, sem vstajala ob 4 zjutraj, tako da sem do 8, ko so oni vstali, že opravila svoje delo. Така, моите деца се веќе возрастни, најмладата ќерка има 15 години, така што имам сега малку повеќе слободно време нели да творам. Меѓутоа додека беа децата мали, станува во 4 часот наутро и до 8 часот работев, пишував и творев пред да станат нели децата од спиење. И тука се гледа љубовта кон пишување. За крај, ќе заблагодариме на Наташа тоа што често знае да го кажат психолозите во нивните изјави дека никој пат не треба да ги заборавиме светите тројства, комбинацијата од родител, возрасен и дете. Секој од нас ги поседува тие три улоги. Велат, меѓутоа детето кога го заборавиме во нас, тогаш сме го загубиле половина од нашиот живот, она што можеби ни дава една кревкост и умешност за понатаму да имаме и да живееме во светот на имагинацијата како што е нашата авторка Наташа, така што ќе ја заблагодариме. Николи не смемо позабити да смо туди отроци, туди одрасли и туди да узгајамо те отроке. Тоа е толе тројство и тоа е зело помемно и хвала вам на гостувању и да сте нам то столе книго показали. Hvala za povabilo.